И по 2 учебни години во услови на пандемија, се уште има деца кои немаат услови да посетуваат онлайн настава, велат од првата детска амбасада Меѓаши. Тие посочуваат дека постојат потешкотии во обезбедувањето на правото на образование на децата. Многу деца не можат квалитетно да ја следат онлайн наставата со далечинско учење. Има многу потешкотии во обезбедување на правото на образование, правото на живот и правото на обезбедување минимум социјална екзистенција. Би требало сериозно да размислуваме дека иднината е во соодветни здравствена заштита и во квалитетно образование некаде пред се. Здравствената криза ја зголеми сиромаштијата, а со тоа и бројот на малолетници кои питачат, велат од Меѓаши. Според нивните проценки, во земјава постојат околу 1500 така наречени деца фантоми, кои немаат извод на родините, со што сосема се надвор од системот и немаат никаква здравствена заштита. Податоците кои Министерството за труд и социјална политика ги имаше порано, дека околу 300 деца има без извод од матична книга на родини, треба да се провери. Ние секогаш идеме со бројка 1:5, затоа што тоа успеале да го евидентираат. Потоа дека околу 500 дечиња се на крстосници и нивниот труд се злоупотребува. Повторно таа бројка можете да ја помножите најмалку со 3. Меѓаши започна и онлайн кампања со мото "Поттикни мир", чија цел ќе биде да се подигне свеста за меѓусебните разлики и да се намали говорот на омраза, а да се зголеми толеранцијата и меѓусебното почитување. Миријана Јовеска, Сител телевизија.